Odgovorna borba protiv revolucije neprijatelja, koja porodi našega zemlja. Продолжувајќи го курсот за вооружена борба во почетокот на 1942 година, тежиштето на работата на местниот комитет на Комунистичката партија на Југославија во Прилеп, со секретар Борко Темелковски Вилјакот, било насочено кон подготовки за формирање партизански одред. Од овие причини, заклучоците на јануарското советување и уште неколку документи на Покринскиот комитет на Комунистичката партија на Југославија за Македонија од периодот јануари-април 1942 година, подготвени под влијание на Советот на делегатот на Бугарската работничка партија, особено по прашањето за партизанска дејност, биле неприфатливи од Прилепската организација, бидејќи презентираните оцени беа спротивни на реалноста на теренот. Имајќи го предвид искуството од 1941 година, местниот комитет на Прилеп во подготовките за вооружена борба подеднакво ги ангажирал местниот воен штаб, Комисијата за село и Одборот за народна помош. Местниот воен штаб, што действувал во 1941 година, ја продолжува својата дејност и во 1942 година, а негови членови беа Борко Темелковски, полициски комесар, потоа Стане Коневски, Драган Дамевски, Борко Спасовски, Борко Јовановски и други. Овие партиски воени тела развиваат мощна жива дејност во градот и селата. Во текот на подготовките за продолжување на вооружената борба, окупаторот ја запилил својата дејност со затворени активисти и со постојан терор. Секако најтежок удар во овој период представува загинувањето на Борка Талевски и на Лазо Филиповски кај селото Плеква. Одлуката на Покринскиот комитет и на Покринскиот воен штаб за формирање партизански одред е пренесена и во Прилеп. Во базата на Будимаш на Телешка планина, во почетокот на мај 1942 година пристигнаа Стив Наумов, Киро Крстевски Платник и Лазо Хаджипоповски по разбивањето на одредот Телиште и по убиството на политичкиот началник Ќурчиев. На ова место, на 9 мај, Трајко Бошковски ја пренесе одлуката на Покринскиот комитет на Комунистичката партија на Југославија за Македонија и на Покринскиот воен штаб за формирање покрајнски оперативен и окружни оперативни штабови. На тој начин се воспостави раководење со партизанските одреди во еден континуитет, почнувајќи од одредот преку местниот, окружниот, Покринскиот оперативен до Покринскиот, односно главниот штаб на Народно-ослободителните партизански одреди на Македонија. Во Покринскиот оперативен штаб влегоа Киро Крстевски, Трајко Бошковски и Стив Наумов, кој веднаш заминал за Битовско. На 16 мај 1942 година, непосредно до селото Дабница, во свечена атмосфера се формира Прилепскиот партизански одред, именуван Димитар Влахов. Актот на формирањето на одредот го изврши Покринскиот оперативен штаб, Трајко Бошковски и Киро Крстевски.
По одржаните говори за задачите на партизанскиот одред, Трајко Бошковски ја пренесе наредбата за составот на штабот на одредот со командант Борка Велевски Горанов, полициски комесар Перо Крстевски Даскалот и комесар по исхрана Стево Базарков. Одредот заживеал како наполно организирана партизанска единица со изведување воена обука и полициска настава. Вооружувањето на одредот било лесно главно пушки. До средината на јули, одредот бројно доста нараснал. Во неговиот состав имало борци од градот и од селата. Стана нужна негова реорганизација за истовремено действување на пошироко подрачје, а по потреба изведување акции во полн состав. На 14. јули во логорот на партизанскиот одред на планината Мукос во местноста Сеченото, пред свечено построениот одред беше соопштена наредбата за формирање 2 цеки во состав на одредот. На овој ден сите борци положија партизанска заклетва, со што ветија дека ќе се борат до конечното ослободување на земјата. Ние, народните партизани на Југославија, се бавиме за оружје во немилосредна борба против крволочниот непријател, што ја породи нашата земја. Цеките веднаш заминале во определените реони за дејства. Првата во реонот на село Гостиражни, а втората кај Давнице. Додека цеките се подготвувале за воени дејства, членовите на оперативниот штаб продолжиле со работа на организирање на селата, така што била создадена широка материјална база на народно-ослободителното движење во Прилепско. При крајот на јули месец, во одредот Димитар Влахов, беше пренесена наредбата на главниот штаб на народно-ослободителните партизански одреди на Македонија за отпочнување со вооружени акции на Илинден, односно на 2 август. За оваа цел 2 цеки од одредот се прибрале на Мукос, откаде што требало да се појде во првата акција на бугарската општина во селото Плеса. Но акцијата била провалена од едно лице активист, кој окупаторот успеал да го придобие. Сепак, акцијата на општината на Плетвар е извршена, но на 13. август 1942 година. Борците од одредот ги искинале телефонските линии, што го поврзуваат селото Плетвар со Прилеп, го блокирале селото и навлегле во него. Во општината биле заробени кметот и петмина полициски функционери и агенти, кои раководеле со потерата против одредот. Сите нив, воено-револуционерниот суд ги осудил на смрт. Општинската архива беше запалена, а да ја запленети 1 смајзер, 11 пушки и 6 револвери со муниција, машина за пишување, часовници и друго. Акцијата во селото Плетвар имала мощен силен одзив кај населението. На 22. август 1942 година одредот презел нова акција. Околу 22 часот одредот влегол во селото Лагово, а главната цел му беше општината. Нападот бил ненадеен, така што обидот за отпор од страна на стражата бил спречен, а таа разоружена. Во општината биле запленети 3 пушки, 1 пистол, радиоапарат, полициски униформи, 2 машини за пишување и друго. Сета општинска архива била запалена. Командантот на одредот во својот говор пред насобраниот народ ја осудил дејноста на окупаторот и ги запознал селаните со борбата против фашизмот во Југославија и во светот, а потоа настанала општа веселба. Се развило заедничко оро на борците со народот. По акцијата цетите се разделуваат. Првата цета презема марш кон селото Гостиражни и Строошка планина, а втората цета кон селото Гадница и планината Мукос. Со наредбите на Битолската областна дирекција и на штабот на 15-та бугарска дивизија за административно-полициски воени мерки беше зафатена и Прилепска околија, со цел да се развие партизанскиот одред. На крајот на август воено-полициски единици започнале да ги запоседнуваат сите села, а во Прилеп беше доведен еден специјален баталјон за борба против партизанскиот одред. Полицијата започнала безразборно да затвора луѓе од градот и од селата.
И во можни отежнатите услови, оперативниот штаб на одредот настојувал да се продолжи со акциите и да се задржи иницијативата. Првата чета на одредот на 6 септември вечерта извела едновремено две акции, едната во село Забрчани, а другата во село Дупљачани. Борците, задоволни од успешните акции во селата Дупљачани и Забрчани, со радост и со песната Абре Македонце, се упатиле кон Строошката планина. Веднаш се пристапило кон подготовки за нова акција. Како објект за напад било избрано селото Мажучиште, оддалечено околу 6 км од Прилеп покрај железничката линија Прилеп-Велес и патот Прилеп-Кичево. Нападот бил извршен во вечерните часови на 14 септември 1942 година. Еден дел од теката го заробила кметскиот намесник и му наредила да ги повика на митинг селаните. Друга група борци ги заробила селските пољаци, а потоа и учителот и учителката бугари. Од како нивната дејност беше остенета, тие беа ослободени, само им било одземено оружјето. Истата ноќ четата се упатила кон селото Сенокос. Целта беше да се заробат стражарите кои обезбедувале железичката линија и да ги исечат телефонските линии. Стражарите го забележале приближувањето на четата и избегале, испукувајќи неколку пати на празно. Партизанската група за кинење на телефонските линии успешно ја обавила задачата. Од понатамошно останување на четата во тој реон повеќе немало потреба, па четата се упатила кон Строошката планина со позитивен биланс од успешно изведените акции. Втората чета, наоѓајќи се на подрачјето на селото Давница и планината Мукос, планирале акции во селото Никодин, а оттаму во селата кон Мариово. Четата извела марш до селото Никодин, меѓутоа акција не била изведена, бидејќи во селото непосредно пред акцијата пристигнала поголема бугарска единица. Четата се задоволила со тоа што воспоставила врска со активистите. Меѓутоа, четата изведува акција во селото Смиловци. Во селото таа наидува на 20 полицајци кои веднаш отвориле оган и започнале борба. Пред надмутноста на партизаните, полицајците биле принудени да бегаат. Притоа едниот од нив бил убиен и била запленета една пушка со муниција. Четата се повлекла кон Мукос со еден ранет борец. На 12 септември 1942 година од четата дезертирал еден борец кој се предал на полицијата и ги разоткрил сите врски на одредот со активистите што му биле познати. Не знаејќи што ќе направи овој дезертер, оперативниот штаб на одредот и раководството на четата планирале преоѓање на нов терен, меѓутоа преовладало мислењето дека нема да дојде до предавство. На 14 септември околу Кладне беше забележано движење на бугарска војска во непосредна близина на логорот. Борците се подготвиле да ја прифатат борбата, наоѓајќи се во тотална блокада. Логорот на четата беше обкружен од два баталјони на 54-тиот бугарски пешадички полк, од единици на Битолскиот и Велескиот гарнизон, од единици на 15-тиот артилериски полк, помагани од полиција. Се разви нерамноправна борба. Борците покажале на човечка храброст и издржливост, борејќи се до последниот куршум и бомба. По неколку часовен судир, борбата стигнала. Иако прва жртва дал непријателот, загубите што ги претрпела четата беа катастрофални за мене. Загинаа или беа заробени, а потоа убиени 14 борци раководители. Борка Велески, Борка Антулевски, Блаже Топличанец, Стане Ламески, Стеван Апостоловски,
Гога Бесировски, Динче Каревски, Никола Белковски, Ангеле Милевски, Стојан Димовски, Динче Најдовски и уште тројца други. Борбата на Мукос je prva od onije borbi što okupatorot mu gi nametna na Prilепскиот одред Димитар Влахов, kada što ne moželo da dojde do izraz partizanskата taktika, pa четата претрпела тежок пораз. Офанзивата на бугарскиот окупатор во септември земала се пошироки размери во Прилеп и Прилепско. Селата биле блокирани. Сите нивни жители прецепувани на сред село. Лицата за кои се сомневало дека се активисти на Народно-ослободителното движење беа затворени во Прилепскиот затвор и во касарната, подложени на тортура. Колибите и другите објекти во планините и во полето беа запалени. Голем број активисти од градот и од селата беа изведени пред војно-третиот суд и осудени на смрт или на временски казни, а други биле испратени на принудна работа во Бугарија. Меѓутоа, еден дел од сомнителните биле убиени и без суд, како што беше масовниот полет кај селото Давница. Na 19. септември 1942 година навечер, под команда на злосторникот Кучаров, од касарната во Прилеп беа изведени 19 на македонски родолюби, врзени 20 по 20, до местноста завој на Давницката река, тие беа водени со тепање. А потоа таму беше извршен масакр над 17, а само 20 во темнината успеале да избегаат. Масакрираните беа од Прилеп и од селото Давница, меѓу кои и Таско со син. О времена, што е мрак велики мир, кој збор ќе ми најде за вашата скрб, кој збор ќе ми најде за ужасот гинат на пусташ и крв. Во овој период на терор, животот го загубили познатиот антифашист Рампо Леската, авторот на поемата Бабуна. Слушаш ли, мајко бабуно, гледај пукот народе, гледаш ли силни јунаци, гледаш ли магли правои, гледај и очи отварај, високи порти граници, милите гости саида, на Господел се носите, пуска волата сејале, награди бомби патрони, лесно во борба легнале, во один борба за гора, ало во знаме за себе. На разбивање на Народно-ослободителното движење во Прилепско, но поаѓајќи од други позиции, за разлика од бугарскиот окупатор, работели големосрпските елементи, Дражичевски во Прилепско, Бродско и во други краишта, представувани од озлогласениот Војчо Трбич и неговите приврзаници. Во времето од 21 до 24 септември 1932 година се изврши прибирање на постојните сили на дотогашниот Прилепски партизански одред Димитар Влахов, што во меѓувреме престанал да постои. Од нив настана една чета што влезе во составот на реорганизираниот Велевски партизански одред Димитар Влахов, како четврта чета на одредот, со тенденција да действува на Прилепски терен. Истовремено започна прибирање борци како јадро за идната прва чета на партизанскиот одред Ѓорче Петров. Прилепската партизанска чета од базата на Строошката планина на 3. октомври 1942 година изведе акција во селото Сливје. Целта на оваа акција беше да се зароби Војчо Трбич, но тоа не беше остварено. По барање на војниот комитет на село Десово беше одлучено Прилепската партизанска чета и третата чета на Велевскиот одред Димитар Влахов да изведат акција во селото Десово со цел да се зароби даночникот, кој имал собрано поголеми суми пари од селаните, и да се заробат Дончо Северков, војводата од Прилеп, организатор на контрачетата во Прилепско, и Мирко Симеонов, кметот на селото. Во доцните вечерни часови на 7 октомври четите влезе во селото.
20 соработници на окупаторот беа заробени, без да им се даде можност да употребуваат оружје. Беше заробен и сумарот. Иако беше доцна навечер, селаните од Десово излегоа на митинг. Ним им говорел Страсо Пинџур за борбата против окупаторот, против неговиот терор и реквизициите. По оваа акција сетите се повлекоа на планината Бица, на селото Габровник. По 10. октомври прилепската чета со околу 25 борци, меѓу кои членовите на главниот штаб Мирче Асев и Страсо Пинџур, како и Киро Крстевски, презеле марш од планината кај селото Габровник кон Мукос и селото Степанци. Требаше да се излезе од обрачот на бугарската војска, за да се обноват акциите и да се реши проблемот со исхраната. Најтешкиот и најисторствувачкиот дел од оваа маршрута беше маршот од кај Ореовдол до пещерата Кадин Камен, кај село Дренос. По кус одмор, наредните денови четата изведува марш кон селото Плетва и селата Царевич и Беловодица. Наоѓајќи се на просторот меѓу селата Беловодица, Тројаци и Царевич, четата е подкажена на окупаторот, па затоа бидува принудена да прифати борба. Позициите на ССС биле неповолни, па сепак борбата продолжила до вечерта. По оваа борба ССС се упатила кон селото Гостиратни, а таму неколкумина борци што биле од тој регион, се упатени во своите села за да се заслонат привремено, додека Страсо Пинџур и Киро Крстевски со десетина борци во две групи влезле во Прилеп. На 2 спроти 3 ноември, а потоа стигнале во базата во пещерата кај Црвени стени. Во октомври, местниот комитет и местниот воен штаб презедоа мерки за прибирање на оние партизани кои по една или по друга причина се изгубиле од своите единици. Нивна база стана пещерата кај Црвени стени. Тука, на 7 ноември, од тие прибрани борци во присуство на Страсо Пинџур, Благоја Талевски и Киро Крстевски, беше формирана, поточно реорганизирана првата чета на одредот Ѓорче Петров. На тие чело дојдоа Борко Спасевски за командир на четата, Благоја Бошковски за политички комесар и Стево Базерко за секретар на партијската келија. Четата екзистирала во многу тешки услови, но сепак вршила подготовки за акции. На 6 спроти 5 декември истовремено бе изведени две акции. Во првата акција, една ударна група ги скинале телефонските линии на железничката пруга по Црвени брегови на патот за Кадиносело. Другата акција е изведена со поставување транспаренти со пароли на трите патишта – Велескиот, Плетварскиот и Битолскиот. На 8 декември, четата во состав од 9 борци изведе акција во селото Забрчане. Во почетокот на декември, по одлука на Покраинскиот комитет на Комунистичката партија на Југославија за Македонија, во одредот Ѓорче Петров бе опатен и Киро Настев Печак, со задача да стане политички комесар на окрупнатиот одред, и Петар Петелјуговски како негов заменик. Во наредните денови беше подготвен планот за марш кон Мариово, со цел борците да се сретнат со битолскиот одред Јане Сандански и заедно со ново формираната чета од Тиквешко да го сочинуваат одредот Ѓорче Петров. Според планот, четата пошла на 19 декември кон Мариово, со тоа што на 20 декември да остане во манастирот Свети Никола кај Прилепец, а потоа да изведе акција во селото. Меѓутоа, додека четата престојува во манастирот, попот ја предава четата на полицијата. Околу 15 часот, војската и полицијата го блокира манастирот. Околу 15 часот и 30 минути започнува неколку часовна борба. При тоа четата се нашла во отежната положба, затоа што уште при избегувањето од манастирот борците морале да минат преку бришен простор. При обид да се пробијат од обрачот, борците да изложени на митралетски оган од непосредна близина. Уште во првиот налет загинале 4, другите ја продолжиле борбата. Во текот на борбата загинуваат 8 борци, а еден е заробен и убиен во Прилеп, додека 3 се извлекуваат, од кои 20 ранети. Меѓу загинатите се Киро Настев,
Borka Spasevski, Stevo Bazerko, Stevan Dimevski, Dinče Mirčevski, Goga Jankulovski, Trojče Najdovski, Boško Josipovski i Mende Boškovski. Da slutam taj ton kako stiče krivo, što maha nekome se organizavati tije rate želji za zrak i voda, mrtva četir leder, da slutam osim klasno na crn jasnem, otpor u stravu za crtevi glazni, pa neste tora, neste da se klasija. Atak, da slušam atak, žedna zemlja istine vreli, i slutam cela temnja od svetota smrtca, pod plesnici na kapinu crni plas na pesak slutam, na vodi, na karti, i osam desni rase što kopa bezdno da najdat nebo, i osam mrtvi puški u osam jami, mrtva četo, slutam, živa, slabo koda. Завршува 1942 година, една од најтешките години во народно-ослободителната војна и револуцијата во Македонија, па и во Прилепско. Во оваа година беше извојувана политичка победа над окупаторот, иако беа дадени скапи жртви, иако навидом стигна пукотот на партизанските пушки. Македонскиот народ имаше сили и се готвеше да ја продолжи борбата во наредната година. Од редот на борците на прилепските партизански одреди во 1942 година за народни херои беа прогласени Борка Белевски Горанов и Киро Нацев Светак.